Да, точно е 10 часот, по кратката пауза, барем нас брзо ни помина, се враќаме во студиото и продолжуваме со сите разговори кои што не ги направивме досега со нашите денешни гости. Ја се спремив играта, но ајде малку подоцна тоа. Андреј, мислам дека никако најмалку време како да ти посветивме, не знам зашто имам такво чувство, ќе продолжиме со тебе. Сакам да те прашам колку имаш поддршка од веќе истакнати продукциски имиња кај нас, како, не знам, Роберт Билбилов и сите останати, ајде да не се навреди никој да не скокнат. Имам доста голема поддршка. Имаш? Одлично. Да, од Дарко Димитров, Лазар Цветковски, Роберт Билбилов, Ивајо. Стварно, само убави зборови слушнато од нивна страна за мене. Одлично. Имам доста голема поддршка. Сте разговарале можеби за никоја заедничка соработка? Да. Кима. Ова како ќе кажат, пак има, бидете така. Да. Добро, сакам исто да те прашам како успеа да добиеш довербата од, не знам, речи си половина естрада кај нас, од сите музичари кои што прават песни кај тебе, односно ти ја даваат тебе довербата ти да ги сработиш? Да. Со тоа што го давам максимумот на секоја песна, мене не ми е битно дали е веќе докажан артист, дали е познат артист, дали е помал артист. Едноставно со сите сакам да бидат задоволни и максимумот го давам во студио. И мислам дека тоа е пресудно за довербата што имам стекнато кај нив. И секако кога ќе дојдат во студио да се осеќаат лагодно, сакам да бидат како дома. Да. Да знаат дека навистина од другата страна има некој кој што ќе ги сослуша, нема веќе готова идеја што сака да им ја продаде, туку сака да направи нешто што тие можеби си го замислиле. Кој твој проект можеби ги надминал твоите очекувања? Можеби Лидија е еден од нив, песната на Young Daddy? Да, исто и Лидија. Мислам, ја бев сигурен дека песната ќе биде хит. За никој што не си бил сигурен. Да, знаеш како, не можеш да бидеш сигурен целосно. Да. Ама голем дел од мене кажуваше дека ќе биде хит, дека ја мислам имаш интуиција. Внимание, можеби дека ќе биде атрактивна, поразлична така мала. Ја мислев дека ќе биде поише кај помалата публика, кај помладата, да. Знам дека сепак стара фора е Лидија. Така, да. Затоа е поминувајќи повозрасни. Да, ама ја слушаат стварно доста повозрасни луѓе и многу ми е кејф. Има повеќе од половина милион прегледи, последниот пат кога погледнав беше толку сега. Да, а нема ни еден месец поминат. Нема ни еден месец точно. Да. Кој друг проект е така те изненадил, можеби си имал интуиција или си немал дека ќе има доста убав одзив? На Z Smoke City албумот. Добро. Не у аспект на прегледи, на views, у аспект на луѓе што ја познаваат музиката, значи какви коментари имало за албумот, тоа мислам дека ми има да, многу. Исто така брат ми е конектиран со интернационално е конектиран со многу артисти и продуценти. Стопати, кој е брат ти? Брат ми е Димитар Кроном, Димитар Николов. Да, он е техно продуцент. Исто, он има многу голем удел за мене. Ради тоа што од мал и он ми има пуштана секаков вид на музика. Ја знам, не сум спиел, он со пуштен звучник до мене ми рокал музика. Кога што нервирал сега викаш фала брат? Да, викам фала бато, фала, да. Одлично. На што работиш во моментов? Во моментов работам на нови проекти, работам на албуми, имам од Србија албум, имам од Германија. Стварно доста работа имам. Значи, ти се проширија со работките и надвор од Македонија? Да, работам со Косово. Баш убаво. Да, гледам на сите да угодам. Значи, гледам максимум да го извадам. Не, мене ме радува што и од надвор довербата за својата музичка кариера ја даваат на некој од нашата земја, што е навистина убаво. Да, и мислам... Изборува дека имаме навистина квалитетни луѓе тука. Да, и тоа да се надоврзам и за довербата. Мислам дека има удели што не се наметнувам. Не наметнувам некоја песна, све така спонтано си доаѓа. Природно. Да. Одлично, баш супер. Сара, она што не успеавме со тебе да го спомнеме во првиот дел е како е да си сама на сцена. Кој е најголемиот предизвик кога се прави една монодрама? Чувствувам, верувам дека нема простор за грешка. Нема? Се случуваат до сега, например, имав неколку моменти кога направив грешка во текстот, ама едноставно продолжуваш како да не се случило. Да. Нема само ти знаеш дека имало грешка. Најчесто. Најверојатно, да. Али мислам дека ми значеше тоа што на вистина сериозен период имавме проби секојдневно. Месец дена сигурно имавме проби секој ден. Така да тоа... И така да и сама целиот тој текст, час и половина, не едноставно.
да се изнесе, концентрација, верувам, и се Да, само што верувам дека тој да се решиме да направиме, ако си дадеме доволен период за подготовка, барем тоа ќе мене така. Некои луѓе работат под притисок, да, тука притисок секако имаше, дали Така е, имам апсолутно. месец, 2 или 3, огромен е притисокот, затоа што и прв пат го правам тоа. На самиот почеток од една страна имав и возбуда и желба да го направам, тоа ми беше предизвик. И тие 100 страни текст као, окей, бев, Така. ке можам ли ова? Имаше цело време борба на желба и страв. На моменти беше као, окей, дали се нафатив да го правам ова, а што ако не стигнам до крај, а што ако сватам дека не можам, а што ако... Ама тоа беа некои внатрешни битки кои што... повеќе онака под прашање. И само се обидував да окей, утре имам проба, ќе одам на проба, додека сум на проба не мислам на тоа. Додека сум сама со себе, Мислиш на милион работи. да. И викаш, Ама добро, сум ќе вежбам среќна цело што време. Така. Успеавме да го реализираме. Тоа само зборува за моментот колку ти значало овој проект и колку си сакала се да биде совршено и верувам дека на крајот така и излегува, бидејќи 3 изведби не се навистина малку, а сте имале релативно краток период за подготовка. Кој од повозрастните колеги сакаш често да ти даде совет, критика, мислење? Би не спомнала дека имам повеќе колеги кои што се моја генерација, можеби Добро, малку можеме и ние постари, со кои што сум воспоставила некаков пријателски контакт во текот на годините. Се обидов да ги поканам сите, дел од нив успеа да тоа дојдат, сака да те дел не. Добро. Со некои, затоа што некако сите имаме се повеќе и повеќе обврски, со дел од нив успеав да се слушнам и да добиам фидбек, што мислат и како мислат, со дел се уште се немам слушнати и сум као окей, ќе им се јавам утре за утре или и никако не го наѓам моментот кога да се слушнам, али у поглед на тоа секогаш сакам да слушнам критика. Верувам. Ама се обидувам да ја слушнам селективно, бидејќи не сечи, сигурно доаѓа со добра намера коментарот, ама мислам дека кога станува збор за креативен процес, некои коментари можат да ти помогнат и стварно да одговараат. Например, ова си е еден свет, универзум кој што сме го изградиле заедно со режисерката и некои коментари може да го изместат. Да. И Те разбирам. да ја влошат состојбата, а некои коментари може да го подобрат. Така да изборот на тоа што ќе пробам од таа критика, што не е тука е работата, вајно. Многу ми се допаѓа овој одговор, особено затоа што е искрен и затоа што не е клише одговорот од типот на да, сакам повозрастните се секогаш тука нели да ти дадат добар совет, затоа што особено во твојата професија апсолутно секој актер е автентичен и нели на различен начин си го прикажува сето она за кое што учел. Така. Да, тоа е супер да се сподели. Кажи ми, во која насока ни се движи македонското актерство? Мислам дека има многу талентирани млади луѓе. Не мислам, знам. Има, точно, да. Има. Дел од нив си го имаат најдено патот, дел ги гледам како се борат, дел се уште се повлечени. Ама мислам дека има многу талентирани луѓе и се надевам дека ќе имаш се повеќе и повеќе шанси дека ќе добијат или дека ќе се изборат за својата шанса да создаваат. Да, затоа што не знам, доста е благородна работа, ама колку што е благородна и неблагородна. И некако е може да биде доста несигурна професија. Да, за жал сведочиме на многу невработени актери кај нас и верувам дека навистина тоа ќе се промени во иднина и дека секој ќе си го најде својот пат и дека нема да владее политиката во однос на сите оние поинакви професии. Ми беше симпатично за време на рекламите, ќе му откриам на гледачите кога Андрија праша Сара која улога точно имаше во фамилија Марковски, ако не се лажам. Да. Па затоа сакам да прашам што научи од тоа искуство. Од фамилија Марковски? И која ти беше улогата за тие што не знаат? Улогата ми беше играв во втората сезона, бев девојка на Бојан. На Бојан, да. Да. Што научи? Како Андри се памти. Ја следеше таа. Да. Знам дека имав убав процес, убаво снимање, знам дека си поминав убаво. Многу ми значеше во тој момент тој проект, затоа што бев скоро дипломирана, немав ангажман, бев многу во таков период
кога чекаш нешто да не треба да е така, треба едноставно да наоѓаме начин, барем за себе, сваќам дека треба да наоѓам начин константно да работам, сама да го создадам просторот. Ми значеше тоа снимање доста многу. И сум Така како и задоволена или да. излесена за да нели се буквално бидеш тука присутна и да го работиш она за кое што и те си учела. Да. И така се прашуваа гледачите од каде ми е познато девојче, веројатно таму. Весно пред да почнеме со оваа наша игра, сакам да ве прашам колку вие имате простор да слушате музика, можеби македонска музика, да одите во театар, да гледате монодрами или други представи? Па да, секое слободно време го користам и сакам да гледам и театар, сакам да слушам музика, поготово сакам да слушам македонска изворна музика. Браво. Да, можеби ќе ни запеете нешто до крај тоа никогаш Па не се може. знае. Добро, сега тука имаме некои прашања кои што се малку повеќе приватни, лични, како да кажам. Може да си изберете било кое, ништо не е наместено. И садот ако може да го подадете Сигурно? натаму. Да, слободно договорете се со Сара кој ќе нема избор. Да. Ќе пред нас. Да, Е, ќе баш. сам- Браво бе, Андра. Джентлмен. Джентлмен, така е. Мајка ти е сигурно многу горда, знам дека не гледа, поздрав до неа. Поздрав до мама. Поздрав до мама. Кој ќе гледа ако мајка не гледа? Ма визна. Двај чека. Е, сега што ме двај чека, сигурно и твојот одговор е двај го чека и твоето прашање. Ајде да слушнеме. Ќе ни го Се прочиташ замисли. прашањето? Андреј се замисли. Ако твојата кариера беше песна, како би се викал? фала баш Богу, тебе ово ти за се тебе. падна, тоа требаше. Како ти се падна и те гледаш, ништо нема случајно. Да, стварно. Да може ајде и да подразмислиш ти, да видиме Сара ти кој прашање го имаш. Која е најнезгодната ситуација што ти се случила во јавност? Или се Треба да да те размислам. прашаме за сцена, а друго е за јавност сега. Весна, вашето прашање? Дали има нешто што јавноста целосно погрешно го разбира за тебе или твојата работа? Добро, вие знам од прилика што ќе одговорите, ама кој сака прв? Сакаш ти? прв, ајде. Ајде, поред како што почнав. Веројатно ролер костер, зашто Ролер- често во главата ми се мешаат цело Хаос. време. Хаос. Да, хаос. Па на толку работа. На толку, Да. да. Па име повторно, гледаш што ти е бре талент, одма си најде. Одма знам. Добро име за Стварно, песна. Да, одма. Идеја за песна. Па стварно, дека се организирам која песна кога се заврши. Па и тоа да го средам на друго поле. Ќе ми стане хаос. И- Да, браво. Да. Така. А кој ти е филтер? Како успеваш да ја наполниш батеријата? Филтер, мора да искочам од студио, што ретко се дешава. А мора да искочам. Дали да отидам, не знам, негде надвор од Скопје, да се прошетам малце. Така. И со другарите. здивнеш. Другарите, значи, од многу добри другари имам. Одлично, Бебиња тоа сум- го од останам бебе со сум со нив. Супер, Да. убаво е тоа И кога да многу- се слушне денеска дека се Да. одржуваат тие релации, бидејќи тешко е. Да, и многу голема поддршка имам од нив. И мислам дека самото седење со нив ми се пуни батеријата. одлично. Само да 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 се не правиме не ништо, да не правиме Само да ништо, се тука, само да да. седиме, мене ми е убаво. Па така енергијата си ја имате и тоа е доволно. Да. Одлично. Добро. Сара? Сара, се смисли? Не Односно, се потсети? се обидувам да се сетам од преска, знам дека ги има многу, сите, мислам, секој има ваква ситуација. Не е дека не сакам да одговорам. Не може да да, Или јасно, ми мора да да. одговориш, ако не на твоето, некој од нивните избери си. Весно, сакате со вас да одиме Ајде. следно? Сара додека да се потсети? Ајде. Значи што јавноста погрешно го разбере. Сега зборуваме за јавноста. Јас можам да кажам дека луѓето кои што добро ме познаваат, знаат која сум и што сум. Прво сум доста искрен човек, професионален во однос на работата и доста одговорен човек, така да баш оние кои што ми се нели блиски, секојдневно се среќаваме и работиме и колеги, точно знаат која е Весна Ставрова. Но сепак мислам дека има и голем број на луѓе кои што или не ја разбираат или не сакаат да ја разберат мојата и одговорност кон работата и мојот пристап кон животот. Пред се сакам почит меѓу луѓето да има и тоа многу ми пречи кога нема Кога не е почит. така, да. Дефинитивно многу ми пречи, затоа што јас тргнувам од себе, кога јас сакам луѓето да ги почитувам, нормално дека ќе барам и од луѓето истото, Да, нели? за возврат, така За е. возврат, да. Но сепак кај нас за жал има и суети, не знам. Така да има луѓе кои што Не ве разбираат паќаат најдобро. или Па, не го разбираат само баш го мене, разбираат. не да, само да. мене, али општо не се Генерално, разбираме, да. генерално постои таков, да речем, момент
Да, добро, ви благодарам на одговорот. Сара? Не ми текна се уште. Многу ми е, многу сакам да ми текне. Сега ще го поземам моја. Добрите, може да го позајмиме што се вели на госпоѓа Висна прашањето, што е она кое што да речеме, ете, луѓето не разбираат кога станува збор за професија на глумица. Што не разбираат? Таа што има да речеме потешко е разбирало и ве сега играш сама на сцена или таа подготовка. Како всушност вие како вежбате за да ги памтите тие толку час и половина сама си на сцена. Целиот текст треба да го запамтиш. Да. Конкретно од овој процес тоа што го осетив е огромна потреба од изолација. Почувствував дека ми треба да сум долг период сама со себе и да работам на тоа затоа што одговорноста е само кај мене. И долг период немав ни простор, ни желба, ни можност да излезам од тоа и да, не знам, да бидам со блиски пријатели, да... Како тие го разбирате тоа? Чудно ли ме те прашуваат? Добро, девојко, што е со тебе? Опушти се малку. Имало такви реакции, имало секаков тип на реакции. Сум се обидела да објаснам како стварно ми треба простор, е многу врски, што ми завршам ќе побарам. Дел од нив па и го разбра тоа целосно и се повлекоа и знаат да ми пишат како и дали е се окей, дали може да одам за премиера. Значи, разбираат. Тоа е многу лека, да. Вистинските пријатели секогаш ќе разберат. Да. Так, тоа сега сакав да кажа. Извини што те треба го да земам. биде, да, оние кои што треба да бидат тука, се ќе разберат. Секогаш ќе Ти биде. ќе дадат поддршката и просторот на кој што ти е потребен. Да. Супер, можеме да одиме со фотографиите и веќе му дадеме простор на Андреј како единствено машко во денешната екипа. Да видиме што ни подготви ти, Андреј, и нам, а и на гледачите. Повели? Оваа слика е во 2020 година за короната, во Охрид. Сликан сум со татко ми, брат ми и со мајка ми. Доста си променет. Да, да. Помал сум тука. Помал си, сум така. ептен, да. Ова е за време на короната, тука буквално никој нема на плажа, ова е во градиште. Во градиште, да кажам дека сум па израснат, приколки имаме во градиште. Доста убаво детство имам, голем дел од детството ми е поминато таму. Ова е Антонија што е пее Морена, Антонија Кабеско. Аха. Да, исто настапуваше во градиште. И се гледа по фацата моја дека сум пресреќен, дека сум донезе. Мислам дека јас бев на ова. Еднаш има настапувано или Па беше мислам дека еднаш одамна е ова. И знам дека имаше цела дискусија дали е вистинската Морена или не. Беше, ама Затоа што она не ја видовме баш, па знам се збораше и изгледа донела некоја што не беше има. сликан сум со нејза. Па добро, тоа веќе што постои кај нас дилемата дали е Ова е вистина или лага. јас бебенцето таму што спие и моите братовчеди и брат ми Те чуваат сите. ме чува, да, не знаат уште што демон сум. како Како да не. плач, како мал бев стварно, значи мајка ми сакаше многу бев немирен, многу бев немирен. Ова е слика од студио кај мене. И не ни знам искрено кога е сликана сликава, само татко ми вчера ми ја прати. Еве, Супер. Ова ти е истото студио, така? да. Еве, Ова тука сум со јас слушалки. со сипаници. Единствен момент кај што сум помирен, зашто бев стварно Оф, многу леле. немирно дете. И успеа да ме Темперамент. заспијат со музика. Добро. Ова е интересно. Ова сум јас како пасам овци. Баш Исто на викендица. А тоа го интересно, најразлични Да, искуси. да. Имал долга коса како помал. Да, ова сум јас со брат ми. Баш си свеж тука. Да, Па и брат. да. Тука сме Давик. помали доста. Доста помали. Добро. Кошарка играв. Скоро цел живот тренирам кошарка и прекина во време на короната. И мислам дека музиката ми е права љубов и на право место. Пресврт направи. Да. Ова сум јас со татко ми. Кој има 10 кила се насе тука. Да. Добро. Баш убави фотографии си избрал. Еве, ова куче е мајка на моето куче сега што го чуваме. Да, и многу паметно куче. Многу сакам животни, тоа морам да кажам. Да. Значи, обожавам животни. И цело време беше до мене. И да, Добро. ова сме ние во Њујорк со другарите. Бевме на прошетка после работата, што бевме на work and travel. Тоа ова е сега ќе рече, да. Травелингот. Ова сум јас на втората работа кај што работев со кутие хаос.
Беше искрено, ама топ искуство. Да видат. Сигурно. Да, да видат. Ова е во куќата на еден од газдите на Чемпион брендот што е, спортскиот бренд. И колку е мал светот тоа сега да кажам, одиме кај тој другарот што ни беше, татко му ствари еден од онерите на Чемпион брендот. Браво. Ето. Да. Па да, Тоа искуство, да. така е. Наистина мал е светот. Да, еве сме тука сите студенти заедно во Америка. На 4th of July мислам дека е. И ова е еден од ретките моменти зашто сите работевме. Ова е на аеродром кога се испраќаме со другарите, некои од другарите идевме заедно во Америка, некои останува во Македонија и ни испраќаа. Не ни знаев, сега видов сликата дека сум ја селектирал. Да, баш убаво Да. тоа ќе кажа. Да, вчера вечер дека селектирав, не знам ни што сум селектирал. Еве овај. Рече ролер костер, Да, јасно ми. скроз. А да Одлично еве, ти тама тука благодарам. сега се подсетуваш и гледаш што се седи. Да. И го коментираме во живо, така да. Да. Одлично. Баш се Ти пријем. благодарим, Андре, за фотографиите и за значајните моменти кои што ни ги сподели. Господја Весна, ќе продолжиме со вас. Имате и вие доста интересни фотографии, па да ги погледнеме. Само еден момент, патуваат далеку ни е режијата, еве ќе. Да. Ова е сега фотографија направена пред неколку дена. Тоа е на свечената манифестација 30 години постоење од агенција Марили, кај што бев една од лауреатките, односно избрана за жени на годината. Браво. Менаџери. Честитки. И токму таа агенција Марили успева да ги препознае, да ја препознае улогата на жените предприемачи кои што буквално имаат визија и го движат општеството напред. Тука е една слика која што исто така и тогаш ја добив наградата пред 2 години и бевме на прием кај претседателката Гордана Силјанова Давкова во Охрид, во вила Билјана. Навистина пријатно изненадена и од приемот на претседателката. И ова е една слика која што многу ми е драга. Тоа е слика односно фотографија кога заврши помалиот син фармација пред фармацевскиот факултет кај нас. По ваши стапки. Да, по наши стапки, затоа што една фотографија, еден факултет, една семејна приказна зборува дека сите тројца фактички сме ние студенти на тој факултет, јас и мојот сопруг сме фармацевти и помалиот син, додека поголемиот е доктор. Ова е фотографија од моето работно место во фармацевска комора, каде што постојано сум нормално со станоци и се она кое што треба да се работи е таму. Оваа слика многу ми е драга, искрено. Тоа е роденденот кога славиме јас и мојот сопруг 50 години, а помалиот син 20 јубилеј. И навистина прославата беше така, со едни убави луѓе, со една посебна енергија и знаете како една слика ја да зборови, баш за таа слика тоа можам да го кажам. Баш убав момент. Пошто сме сите тука родени февруари и март, јас сум март, а сопругот и синот се во февруари родени, и затоа направивме една заедничка весела. Ова слика, односно фотографија, е од свадба на едно момче кое што е син на другар на мојот сопруг, кој што многу млад не напушти на 30 години и неговиот син дојде да не кани после толку години да му бидеме кумови на свадба. И тоа беше за мене еден емотивен момент колку детево растело уште на 30 години татко му почина. Тоа дете растело само со еден родител и колку е онака со морални вредности кога доаѓа и нас не кани за кумови. Јас му викам, Александар, можеш да си поканиш некој другарче твој, пошто сега не, тоа е амането татко ми, сакам да ја продолжам традицијата. Вие не знаете каков емотивен за мене момент беше тоа дефинитивно, да. Да, тоа исто, од пред 2-3 дена фотографијата заедно со мојот сопруг, кој што секогаш ме прати и ме поддржува. Најголема поддршка. Да, ова е едно патување, фотографија од Дубај. Тука сме фармацевти, ние често патуваме со фармацевтите, дали тоа ќе бидат едукативни викенди или некои други настани, али често знаеме да се организираме и да отпатуваме во некои така убави дестинации и места. Ова е настан на кој што учествувам, тоа е аптекарска здравствена заштита.
петиот поред симпозиум, каде што ментално здравје беше темата. Инаку сакам да учествувам на такви настани, без разлика дали бидат организирани од Здружение на приватни аптеки, од Македонско фармацевско друштво, значи ги сакам затоа што тука се едуцираат фармацевтите и се разменуваат информации и мислења. Ова е една фотографија во Црна Гора, во Будва. Тоа е симпозиум кој што го организира персонализирана фармација, кој што го организира комората, односно председателката на комората бе поканета од незе на Црна Гора. Многу драга фотографија и многу пријатна, да речам, така си ја почитувам многу председателката на Црна Гора. Ова е исто така фотографија во Загреб, на покана на Ана Солдо. Бевме на јубилеј на 30 години постојање, односно од Хрватската комора. Ова е една панел дискусија, настан, каде што учествувам, организирана од нашите фармацевски куќи, и ова е моето работно место каде што сум постојано и каде што можам да кажам, како и претходно, значи професионализмот, одговорноста. Секој ден сум тука со моите колеги, затоа што мојата секојдневна работа е во приватниот сектор со моите вработени, мојот тим. Ова е во Вараждин на светското првенство во ракомет. И ова е во Приштина, исто со моите колеги фармацевти, каде што често сме нивни гости и така, негуваме дури и пријателски односи со нив и професионални пријателства. Да. Одлично, благодариме многу и вам за фотографиите кои што ни ги споделивте. Одиме со фотографиите на Сара. Да видиме што ни подготви таа. Кај мене сите фотографии се поврзани со професијата. Мислам, или се од филм, или се од театар. Сега кога ги гледав, многу убав беше албумот Птене на двајцата. Беше баш убаво што има многу приватни моменти. И беше као, зашто јас не стојам како приватен момент? Ајде за следното гостување само приватни. Оваа фотографија е една представа која што се викаше Хумана приказна. Баш патувавме со оваа представа. Имаше, секоја сцена беше приказна за себе со различни ликови. Ова е од Талант Сараево. Ова ми е едно од најдрагите искуства. Некако баш ме охрабри дека треба да продолжам понатака. Ова е од еден од испитите на факултет. Дали, мислам дека е втора година. Ова е од монодрамата. Чекаме датум за монодрамата. Yes. Ова е еден период кога државме заедно со Даријан Петров, мој колега, државме часови по глума. Мислам, детска академија за глумење. Одлично, право. Тоа траеше отприлика година дена, потоа почна ковид и за време на ковид многу од децата почнаа да се откажуваат затоа што е баш не знам, глумата, пробавме да имаме часови онлайн, ама мислам дека кога имавме часови во живо пак е друго е искуството, не е исто. Ова исто така од испит од факултет, поглед од мостот, мислам дека беше од Артур Милер. Ова е од еден краток филм, Прашлеве цвеќиња. Тоа е единствениот филм каде што имам добиена главна улога и ми е многу драг. Ова е исто од монодрамата. Ова е од Снежана на крајот умира. Тука успеав негде да стигнам до 4-5 круг за главна улога. Сепак не беше тоа. Но добив епизодна улога која што ми е многу драга и беше баш убаво искуство. И ова е многу интересно. Да, од Статуа Фест, соработка со Театраск. Многу би сакала да имам повеќе време ова да го правам. Многу интересно искуство. Некоја комбинација на медитација и уметност. Браво, баш интересно. Фамилија Маркос. Да. Ете го верниот гледач. Фан. Добро, толку ни беа фотографиите, Сара ти благодариме. Рековме следниот пат кога ќе дојдеш само приватни. Само да. Сигурно повторно ќе направиме некоја комбинација. Имаме уште само 1 минута до самиот крај пред да ја слушнеме Лидија, песната на Јанг Дади. Како настана овој хит, кратко да споменеме нешто? Многу спонтано искрено.
Многу Пократко, смо, да. тоа не може. Да, многу смо, да. Ама природно си тебе. Природно. Да, Да. природно. А мислам дека Дади ни кажа дека нешто за еден час од прилика се создала оваа песна, овој И хит. пократко, идејата беше Пократко. пократко, да. Ама Половина час, така, околу еден час за тоа вело. Дади убаво кажа, нека треба 3 години за тие 15 минути да дојдат. Баш така. И после се доработуваше идејата само аранжмански и испадна Лидија. Одлично. Ти посакуваме уште многу успеси, не само на тебе, туку и на сите вас. Фала. Верувам дека ви беше пријатно денеска со мене и со Вирче, имавме убави разговори и повторно да ни тоа да Дека поздравуваме. убаво е започнавте еве ова нова работа на недела и дека ќе ви биде успешна. Задоволство што бевме дел од емисијата. Исто. Баш ни е драго. Фала ви што Одлично. ме поканевте.